Јавната дебата која што виднина мора да се насочиме сите и заеднички тоа да го креираме, затоа што само на таков начин граѓаните ќе воочат кој од политичките партии нуди подобро решение, кој од политичките партии во права смисла кажуваат за своите одлуки и своите решенија, а не само декларативно и ефективно да кажуваат за тоа. Тука јас би се надоврзела, значи сите оние кои што ја слушнале до сегашната промоција на вашата, значи, програма решенија, сигурно дека треба да поверуваат дека сепак можеби ветеното е и остварливо. Што се однесува до нашиот медиум, секако дека ние сме во служба исклучиво и само на граѓаните. Значи тоа е она што се разбира, ние како медиум го преферираме, без разлика дали се тоа Социјалдемократскиот сојуз или некои други политички партии. Нам ни е битно што е најдобро за граѓаните, да им се пласира и она што треба се разбира да го слушне поширокиот аудиториум. Наш вечерашен гостин во студиото, господин Јовановски Илија, председател на Социјалдемократскиот сојуз во Прилеп. Значи, нашето следно прашање е: кои се идеолошките принципи на вашата партија? Социјалдемократскиот сојуз има три основни принципи во кои што се базира неговата работа, како досегашна, така сегашна, а и во иднина ќе се базира таа работа. А тоа е слободата, еднаквоста и солидарноста. Тие три критериуми, тие три принципи се неизоставени за секогаш и ќе продолжат да бидат и во иднина. Прво би сакал да кажам дека развојот на демократијата и слободата се основниот принцип за кој што се зада Социјалдемократскиот сојуз. Сакам да кажам и јасно да дадам до знаење, за слободата не се преговара. Таа или ја има, или ја нема. Слободата е темел на секое здраво демократско општество. Личните слободни и колективните права не смеат да бидат предмет на заплашување, уценување или политички манипулација, како што впрочем сега се случува на многу места и на многу нивоа. Најостро ќе се спротивставуваме на секоја дискриминација, било тоа да е партиска, родова, етничка или пак дискриминација базирана во различни стилови на живот. Само граѓаните кои се слободни да го живеат својот живот онака како што сакаат и кои слободно ги изразуваат своите колективни припадности, можат активно да се грижат за едничкото добро. Само така можеме да продолжиме понатаму. Еднаквоста и солидарноста се темелите на општеството. Тоа се следните принципи што се важни за Социјалдемократскиот сојуз. Еднаквоста овозможува реализација на секој поединец, а солидарноста е силата што го развива општеството. Солидарноста развива секое општество без разлика за кога станува збор. Еднаквоста на шанси овозможува еднакви услови во уживањето на јавните добра, што е гаранција за личното достоинство. Еднаквоста значи еднаквост и на мажите и на жените. Општествените реформи не се можни без солидарноста, а солидарноста подразбира и толеранција и взаемно почитување. Без толеранција и взаемното почитување не е можен напредок или било какви реформи во било кое општество. Понатаму, почитување на диалогот, и тоа диалогот левицата е отворена за партнерство и вара соработка и за заедничка акција со сите. Диалогот помеѓу политичките партии и сите социјални актери или етничките заедници е клучен за развојот на демократијата во Македонија, што во овој момент мислам дека е на многу ниско ниво. Тоа Социјалдемократскиот сојуз го промовира, ќе го промовира и во иднина и мислам дека сета оваа и толеранција што се јавува ги помога и стабилноста и развојот на општеството. Но секое право носи одговорност. Одговорноста мора да се прифати и мора секој да одговара за постапките што ги направи. И на крај сакам да кажам за корпоративното управување и новото партнерство што го нуди Социјалдемократскиот сојуз. Корпоративното управување е процес на донесување на одлуки
во соработка и партнерство со сите засегнати страни. Не може сами да одлучувате за битните работи и за битни прашања во државата или во локалната самоуправа или во градот и на било кое место. Само заеднички со партнерот кој што заедно треба да одлучите и за некоја работа и заеднички да делувате во иднина, можете да го решите проблемот. Така владењето станува транспарентно и одговорно управување. Тоа значи дека за ова ќе се залага Социјалдемократскиот сојуз, на тој принцип ќе остане во иднина и до крај. Споменавте во вашата програма еднаква застапеност на жените во политиката. До сега жените се многу малку застапени во политиката, очигледно тоа го гледаме. Како функционира унијата на жените во Социјалдемократскиот сојуз? Значи, жените се многу важен фактор во Социјалдемократскиот сојуз. Тие секојаш учествувале со висок процент, и тоа е статутарно тоа договорено, најмалку 30% да има од спротивниот пол во било кој од управувачките структури во Социјалдемократскиот сојуз, така да жените се неизоставен дел во сите наши управувачки фактори во Социјалдемократскиот сојуз и мислам дека се ќе продолжи понатаму со тој висок процент жените да учествуваат во работата на Социјалдемократскиот сојуз. Да напоменам само дека минатиот месец беше промовирана 10 годишнината од формирањето на околниот клуб на жени на Социјалдемократскиот сојуз, каде што беше направена спектакуларна представа во Скопје, во универзалната сала во Скопје, каде што беше промовирана програмата на досегашната работа и наидното работење на локалниот клуб на жени на ниво на држава на Социјалдемократскиот сојуз. А исто така да напоменам дека минатиот месец во општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз во нашиот град беше избрана и координатор на локалниот клуб и на локалниот клуб на жени, каде што во иднина ќе продолжи со работа како и досега многу активно и ќе биде вклучена во сите активности на општинската организација. Исто така, сакам да напоменам дека е во тек изборот на сите кандидати, председател, секретар и на извршен одбор на Социјалдемократската младина на општинската организација. Таа постапка е во тек и мислам дека наредниот месец ќе имаме и председател на Социјалдемократската младина на општинската организација. Со тоа ќе се заокружи екипираноста на општинската организација на сите тела, почнувајќи со извршниот одбор, надзорниот одбор, потоа советничката група која што е многу активна и активно учествува во целокупната работа на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз и заедно со председателите на локалниот клуб на жени и председателот на локалниот клуб на млади, што треба да биде до крајот на идниот месец. Екипираноста на општинската организација ќе биде до крај и мислам дека после тоа ќе продолжиме со уште поактивна работа на општинската организација за да се припремаме, за да настапиме на следните избори кои што не чекаат, без разлика дали се тие предвремени или редовни избори, и кои што мислиме дека ќе бидат наши. Продолжуваме понатаму со разговорот. Честопати сме сведоци на локалните челници, гледаме како се фотографираат пред паркови со лопати, како се пуштаат во употреба нови објекти, но за жал се тоа паркови, паркинг места или по некој споменик или фонтана. Но тоа е мислење со кое верувам се сложуваат многумина. Што вие мислите за локалната самоуправа во Прилеп, а со тоа би сакала да го слушнам мислењето за јавните предпријатија во градов? Да, локалната самоуправа веќе 5-та година работи во истиот состав, ја доби довербата на граѓаните и на последните локални избори со многу висок процент, посебно граѓаните